И време е сега за последниот разговор за ова утринско издание на утринската програма Добро утро секое утро. Долго најавуваниот разговор и на почетокот на емисијата и претходно Искра го најави овој разговор. Ке зборуваме за нешто што е преубаво, еве гледате, пред мене преубави цветни орхидеи. Ете го и целото студио, видите преубаво на вистина. Ке зборуваме и ке ви дадеме корисни совети за тоа како да ги негувате и како да ги одржувате орхидеите. Орхидејата е една од најпосакуваните и најбараните цвеќиња, барем кај нас што се однесува во Македонија, а за тоа ке зборуваме со нашата утринска гостинка Лепа Карашабанова, која што по професија е дипломиран економист, меѓутоа е колекционер на орхидеи. Орхидеите се нејзина љубов, се нејзина пасија и исто така е членка во Сдруженијето Јас сум жена. Лепа, добро утро. Ви благодарам што утринава сте заедно со нас. Ни го разубавувате, еве вака и така убавото студио. Ете така, да не сме скромни, иако кажавте дека сте скромна и го гледам тоа додека си зборувавме, додека пред да влеземе овде во студиото. Се занимавате со, односно ги сакате цвеќињата, растенијата од најмала возраст. Таа љубов ви е пренесена од вашите родители. Несебично ја пренесувате и на вашите две дечиња, и на синчето и на керкичката. Тоа си оди од генерација во генерација, ама вие последниот период, последниве 10 години, така се занимавате исклучиво со одгледување, нега и грижа на орхидеи. Јас ке кажам, еве вака во наводници, доктор за орхидеи. Сите оние кои што не можат во домашни услови, кои што прават некоја грешка, може слободно кај вас да ја донесат орхидејата, вие да ја оживите, да ја излекувате, да кажеме, и да ми ја вратите повторно назад. Ама за сето ова ќе се зборуваме во емисијата. Прво да ве прашам, од каде кај вас љубовта кон цвеќињата и како започнува вашата приказна околу орхидеите? Најпрво ви благодарам што ме поканивте. Орхидеите, првично, љубовта почнува со цвеќињата од најмала возраст. Моите родители, мојата фамилија се има занимавано со цвеќарство, значи тоа беа пластеници кај што одгледува и масовно производство имаше на карамфили, гербери, кринови, гладиоли. Ја научив да бројам меѓу карамфилите, буквално со моите братучади. А со орхидеите пред 2016 некаде мојот сопруг ми подари орхидеја, па уште една, така за некои важни датуми да кажам. Да, за вас, така. Да, важни датуми за нас. Меѓутоа тоа беше во еден многу краток период од неколку месеци каде што ја ги добив практички тие орхидеи. И почнав да истражувам за нив, почнав да ми беа прво комплицирани како како јас сега со овие орхидеи, и почнав да си истражувам на интернет. И полека почнав па оваа боја, ја немам па оваа, ја немам, мислам, толку се убави со нивните бои што нема како да не те купат. Да не те пленат. Да не те пленат. Колку орхидеи имате кај вас? Колку, бидејќи кажавте имате многу, колку е некоја голема бројка? Многу се, над 100 се. Над 100 орхидеи. Над 100 и сите се живи, цветни, така? Или си имаат период? Да, си имаат период на мирување, не може цело време да се во цвет, меѓутоа секогаш е шарено кај мене, различна шара. Така. Да. Одат веќе фотографии, тоа се дел од вашите орхидеи, вашата лична колекција. Кажавте дека веќе 10 години се занимавате со одгледување на орхидеи. Постојат многу видови на орхидеи, нели? Меѓутоа кај нас во Македонија, кои се најзастапени, кои се најбарани? Комерцијална орхидеја е филанопсисот, како што е ова. И сега како што е ова на сликава, така? Не, ова е друг вид на орхидеја. Значи, ова е дендробиум, на пример. Значи, јас имам дендробиум, камбри, имам милтонија, имам ванда, немам, ја очекувам да ми ја донеса. Да. Имам цимбидиум, цимбидиум беше тоа што одеше во прилог. Така да имам неколку папилоподиумот, исто го имам, малку поспецифичен вид на орхидеја. Така да имам многу различни и мило ми е, од кога почнав ова да го работам, ајде во последнава година време, од кога ме дознаа, гледам дека се пројавува и желбата за на други луѓе, да кажам, што си ги сакат орхидеите, ми бараат и они малку поспецифични видови. И многу ми е мило што и многу луѓе почнаа да си колекционираат малку поспецифични видови, и мило ми е што има кој да ги насочи малку
и Да. околу сега грижата. кажавме дека има значи многу видови, вие ги наброевте, меѓутоа кај нас се барани најмногу 3 вида, така? Најмногу, па ајде да кажам, папилоподиумот сега гледам дека малку почна да го бараат пошто е поспецифичен. Значи филанопсисот е тој што се бара, камбријата и многу често ја гледаме, ама не знаеме во букети, најчесто се става ванда. Тоа е многу убава орхидеја со многу голем цвет, меѓутоа е малку по-скапичка и се продава само цвет по цвет. Сега, бидејќи сме се вративме во студио, овдека имаме 3 вида на орхидеи. Предпоставам ова се тие кои што се најбарани кај нас и кои што се тоа се големи, средни. Ајде вие постручно, јас да не се плеткам тука во нешто што не се разбира. Ова е све филанопсис. Филанопсис, добро. Да, ова е филанопсисот. Меѓутоа во студиото имаме од голем раст, среден и мини орхидеи. Така донесов. Сега што е специфично, по самото, ева како ја подкренам. Значи они имаат во мали сакси се помали се листовите, помали се цветовите, за разлика еве. Се не знам дали ќе може да се колегата, воочи. Ете, вака некако да ги свртам. По самото тоа што растот им е нели на самата орхидеја колку растат си има од 20, 30, 40, 70 сантими, збориме за филанопсисот, меѓутоа е и за самиот цвет. Така се поделени филанопсисот во 3 категории. Добра. Значи, ова е филанопсис, голем раст, мал и среден раст. Да. Сега, она што предпоставувам дека многу од припадничките на понежниот пол ги интересира, исто и мојата мајка, и таа е љубител на орхидеи, еве сега не гледа, кажете ни како правилно да се одржува и одгледува орхидејата. Вака. Ево сега ќе ја земам, ова ми е најблиску. Може. Значи, секогаш кога ќе купувате орхидеја, ќе гледате да има, може да кажам, комплетно све. Се, секако. Значи, кога ќе купувате орхидеја, многу е важно, освен цветот да ви е убав да кажам, гледајте да си има и некоја пупка. Тоа значи дека сега во брзо време почнала да цвета. И со тоа што, нели, нормално ќе паднат едните цветови, пупките ќе си се отворат. Многу е важно да има добра коренова маса. Тоа значи дека корењата треба да има доволно корење во самата саксија, да бидат листовите малку поцврсти, значи со ваква некоја убава боја. Да. Да не се некои млитави, да не се исушени, да не се дехидрирани. И при изборот, например, при купување, да се внимава да нема некакви некоја зараза, некои вошки, паја, Како тоа може трипсови. гледачите да видат дека да нема зараза? Па се вака, се од око да погледнете, најчесто тие инсекти се измеѓу листовите. Трипсот најчесто оставаат како лепливи капки од страната вака поред листовите од долната страна. Црвениот пајак си плете пајажина и белиот пајак, да. Има бела волнеста вошка што е како памукче, значи тоа доста многу се размножува, може да се зарази. Кога ќе купат, например, нова орхидеја, да ја изолираат од другите, затоа што сепак, нели, од голо око ние не можеме сега да видиме, барем адаптација. Да, се пренесува и затоа е добро да се изолира од другите орхидеи, барем месец до 2, дор не видиме дали има некаков проблем. А кога веќе ни е дома, орхидејата е паразит, меѓутоа бара влага. И затоа она нема земја, него си има посебни супстрати, да кажам, ова е сега со борова кора. Многу е важно да држат влага на самите корења, значи да бидат зелени. Вака кога се зелени, тоа значи дека е добро наводената, дека е здрава. И да се чуваат во провидни сакси, затоа што они така вршат фотосинтеза. Значи во уште една саксија, така во дупла? Па во дупла, јас претежно мене ми се сите вака, затоа што, да кажам,
ајде практично, кога ја наводенувам, да кажам, ја оставам, значи, да се наводени самата орхидеја, самиот корен, си гледам до каде имам вода, тоа еве тука и се познава линијата до кај што сум ставала водичка, значи 1-2 прста под самата саксија, оваа што е базичната, за да не се скапе па круната. Значи да нема доволно па ептен влага затоа што ќе дојде до гнилеж на самата круна. Значи до тука некаде ставате водичка и И на колку време? Во зависност од колку имате влага и топлина во домот, јас еднаш неделно практикувам тоа да го правам. Со тоа што еднаш месечно гледам и да ги истуширам, значи тоа под млаз вода. Под млаз, слаб млаз вода, да е некоја умерена температура, да не биде ладна или топла, да. И со полека убаво да се истушира целата орхидеја. И така ги оставам едно 15-20 минути, се цедат, ги пребришувам убаво, значи после известно време, значи све да си биде чисто. Да, чисто и педантно. Значи, ако добро ве разбрав, кога ќе се земе, кога ќе се набави нова орхидеја, не се става во близина на веќе постоечките орхидеи, малку настрана. Каков треба да биде просторот каде што се чуваат орхидеите? Дали сакаат светлина, кажавте сакаат влага, меѓутоа дали сакаат светлина, дали може да се чуваат надвор во надворешни услови, кога е времето еве сега топло, кога е времето поладно, еве сега одиме од многу топло време, веќе полека во есен. Како тука да не се погреши? Вака, за светлина? Оди веќе и видео, значи еве гледачите и гледаат дел од вашите орхидеи, ама вие може да ми одговорите. Гледате дека се претежно сите на прозор. На прозор, да. Јас имам среќа што ова моментално е за спот за еден наш македонски музичар, за Маријан Коцев, ќе го спомена. Значи вака сега, бараат светло, меѓутоа да не бидат изложени на директна светлина. Значи затоа што може да изгорат. Изгорат, така е. Најчесто што кажувам во летен период е да се тушираат приквечер, затоа што од топлото и од водата може да се сварат. Да. Значи нека бидат на сонце. Мене дневната страна кај што мислам дневната ми е на северна страна, така да од Сабајле малку ги фаќа североисток, ги фаќа сонце и потоа се врти. Ама пак имам обезбедено услови затоа што премногу ги имам со посебни лед сијалички каде што нели поручекта па ги пуштам тие за да имаат доволно светлина. Нека бидат еве на светло, ако веќе е некоја директно да бидат малку понастрана. Вештачка светлина може да им се дава? Па да, јас со лицијаличките им овозможувам таква светлина. Бидејќи кажавте до прозор, ама сега не можеме сите до прозор. Да, не можеме. Барем блага светлина да имаат во текот на денот. На денот, така. Да. А друго сега, од ова топло-ладно, јас си ги чувам, например, навечер, кога ги полевам, ги вадам надвор, меѓутоа имам определено место, имам доволно место кај што може да ми функционираат моите орхидеи. Не е лошо да се изнесат малку надвор, меѓутоа да не ги оставаме долго. Смее ли да им се менува местоположбата или може да си седат на едно место во домот ако немаме услови да ги носиме надвор натре? Да. Најубаво е да не се поместуваат, значи да си го знаат просторот каде што функционираат. Сега да кажам летно-зимско време, на кај есен сега, па и кога ќе залади. Кога ќе ги ставаме на прозор, бидејќи од ладното нели надвор е поладно, внатре е потопло, да се пази, а и за летно време, да не ни изгорат листовите, зимно време да не ни измрзнат листовите, кога ќе ги ставаме, да кажам, на парапетот, да внимаваме барем 1-2 прста да не лепат на стаклото. За да има простор, да кажам, да не... Затоа што сега летно време многу... Жал ми е, ама многу ми ги донесува што веќе со изгорени листови. Тоа си прима и самиот лист и ќе дехидрира самата орхидеја, така да ќе се опорави, ама процесот е малку подолг. Сега дојдовме до оној момент, она што е вашата работа. Јас слободно ќе кажам доктор специјалист на орхидеи, ама доктор се мисли дека сите оние кои што имаат дехидрирани, болни, можеби орхидеи кои што не знаат и не можат како да се грижат, ги носат кај вас. Сега како оди тој процес? На лекување, на оживување, да кажам. Да. Јас сум доктор самоук. Ајде, бидејќи така кажавте, јас
Сама буквално си се научив како да си се грижам, си читав литература странска, си гледав на YouTube емисии. Ама и ви успева. Ама и успева, така. да. Вака, значи, кога ќе ми ја донесат, пред да ми ја донесат орхидејата, например, ќе ми пишат, и си имам Инстаграм профил за тоа. Орхидеите се љубов. Орхидеите се љубов, баш така се вика, орхидеите се љубов. Ќе ми ги сликнат, ќе ги прашам нели дали имаат некаква зараза, затоа што заразените ги чувам во посебна просторија, да. За да не заболат и другите, да кажам. Најчесто се со некаква претежно се со вошки, со трипс, што тоа е многу поспецифичен и немаме доволно индициди за да ги испрскаме, да кажам, орхидеите. И претежно се со дехидрирани листови или веќе најчесто проблемот е со подисушени стебленца, ама и со скапани. Летно време многу грешки прават, ќе ги стават, ќе ги направат, ќе ги наполнат со вода саксити и ги остават. И тука веќе почнува место добро да направиме, да ние ги скапуваме, да. И процесот на третман кај вас како трае, како се одвива? Ги носат, значи? Да, обично е 2 недели, за да можам јас да им ставам прихрани барем 3 пати, во зависност од фазата на орхидејата, да кажам, која е. Значи, почетна имам прихрана што си е со алги, со морски алги, со алое. Доволно, мислам, доста си правам јас домашни, домашни си правам јас прихрани. Нормално имам што ми ги носи брат ми, што ми ги носи од странство и другарка. Меѓутоа, претежно гледам да ми се тие домашни за почеток, си ги оставам орхидеите да отстојат во нив, ги пресадувам. Сега ќе го кажам, бидејќи во процесот на опоравување и на пресадување, кога ќе ми ги донесат, ги сликам, за време на процес ги сликам и кога ќе бидат готови ги сликам, затоа што на почетокот, мојата орхидеја ли е ова? Не им се веруваше, да. Сега, тоа е процесот, од прилика 2 недели се кај мене, со тоа што понатаму им давам насоки како да продолжат да ги третираат, затоа што има орхидеи што им треба коренова маса, има корен, например, што им треба со листовите се дехидрирани, слаби, па им треба таква прихрана. Има што се во супер состојба, меѓутоа само цветна гранка имаат и немаат цветови година, 2. Значи тоа се фаза, зависи од фазата на орхидејата и таква прихрана која што им е потребна, да. Имате лепа успешни приказни, затоа и ве знааците, затоа и еве сте и овде кај нас, значи дека отприлика процесот трае 2 недели, ама може да и повеќе и подолго, се зависи од тоа во каква состојба е орхидејата. Кај вас ги носат и луѓе кога заминуваат на пат, нели, на одмор, кога нема кој да се грижи за нив, па за да не се случи несаканото. Да. Имаме уште многу малку, 1 минутка можеби за крај, ќе ве искористам еден вака генерален совет за сите љубители на орхидеите и како и каде може да ве најдат и како да ви се обратат сите оние кои што имаат проблеми или можеби било какво прашање за орхидеите. Слободно, значи јас користам само Инстаграм профил, орхидеите се љубов, така ми се вика профилот. Слободно нека ми пишат или пак на месенџер на Facebook, на приватниот Лепа Карашабанова Тагасовска. Слободно нека ми пишат, нека ми пратат слики, ќе искомуницираме, значи отпосле ќе се размениме бројчиња. Генерално тоа го кажав, значи нека се внимава кога се купува орхидејата, да биде, сега не знаеме што има нели внатре, ама генерално да си одберат здрава орхидеја, да не секогаш ги купуваат цветот, затоа што цветот ќе падне, ама ако е заразена или ако не е здрава, мислам ќе се разболе. Да. Не е важно дали е скапа или ефтина, мислам секогаш квалитетот си создава нели своја цена. Меѓутоа многу е важно тоа да внимаваат во каква состојба е самата орхидеја што ја купуваат. И нека не испробуваат све што читаат на интернет, затоа што јас тие кори од банани, мислам ги мразам више кој ќе ми каже со кора од банана. Особено летен период, бананата е блага. Значи создава толку поволни услови за да се создадат мушички. Да.
нека не веруваат, еве се го кажувам ова со бананата затоа што тоа е најчест пример. Ставив кора од банана, ми се појавија мушички. Значи не се да се верува, да. Јас си правам исто, значи со лукче, со алоe, меѓутоа е исто, значи дома да не се чува овоше во нивна близина, затоа што може да создадат еве кога се веќе созреани, да почнат да се насоберат мушички и да им направат, да кажам, проблем. Да. Благодарам многу за Лепа за гостувањето. Имаме уште многу теми, значи ова е неисцрпна тема, меѓутоа за жал толку ни е времето предвидено за овој разговор. Сите заинтересирани може да ве контактираат на Орхидеите за љубов со било какви прашања или како што кажавте на вашиот приватен Facebook профил Лепа Карашабанова. Тагасовска ете и со второто презиме. Тука сте вие за сите љубители на орхидеите. Јас ви благодарам што одвоивте денеска време да бидете заедно со нас. Следен пат доаѓаме ние кај вас на лице место да снимиме еден прилог, да видиме како тоа изгледа една нега на орхидеја, едно оживување на орхидеја во живо. Нема проблем, ви благодарам што ме поканивте, навистина ми е драго да им посакам убав викенд и нека им цветат орхидеите што е можно подолго на сите што се љубители, бидејќи ова е најженственото цвеќе според мене. Да, точно така. Убава порака за крај.